Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив за денес. Во Тетово пред споменикот на револуцијата на пригоден начин се одбележаа Денот на Републиката Илинден и 120 годишнината од Илинденското востание. Хипи секта изведува ритуали со палење оган, сместена е на ливадите кај Леуново. Во Сараќино и со новиот водоснабдителен систем има проблеми во водоснабдувањето. ЈКП бара рационално користење на водата. Одбележана 22 годишнината од загинувањето на полицајецот Цоки Стојановски во 2001 година. А на самиот почеток, традиционално, да го проследиме обраќањето на протоиерей Ставрофор Синиша Ристовски. Во името на Оца и Сина и Светиот Дух, амин. Драги браќи и сестри, драги слушатели на нашето црковно радио, Македонски глас, добро утро. Еве, деновиве, во месец август, ни престојат убави празници кои што нашиот македонски народ и православен навистина длабоко и со почит ги почитува. Во вторник на 8 август нашата света православна црква ќе го прослави празникот на Света Петка Римјанка или позната по меѓу нас како Света Петка Летна. Она е родена, драги браќи и сестри, во Рим од родители христијани, од детството научена на верата во Христа, најусрдно ревнувала да се делотвори сите Божи заповеди. Со сведоштвото на незиниот вистински благочестив живот и вера, упатуваше на патот на спасението. Кога умреа родителите, го раздаде имотот на сиромасите, а самата се замонаши. Како монахиња со уште поголем жар и ревност, ја проповедаше верата во Христа, не крејќи од никого, иако во тоа време римските власти крваво ја гонеа христијанската вера. Први за проповедање на забранетата вера, Света Петка Параскева ја обвинија злите евреи. Ја изведува на суд пред царот Антонин, сите ласкања на царот не помогнаа ни најмалку да ја поколебаат Божјата слугинка од вистинската вера. Тогаш ја подложија на огнени маки и ги ставија усвитен шлем на главата. Но Господ чудесно ја спаси и таа се избави и се оддалечи од Рим. Тргна од град во град да го обраќа тогашниот незнабожечки народ кон христијанското благочестие. Уште во 2 града беше изведувана пред кнезови и судии и истизивана за Господ, но при тоа вршеше големи чуда, со силата Божја брзо се опоравуваше од маките. Како и секогаш, незнабожците нејзините чуда ги препишуваа на магии, а нејзиното опоравување на силата и милоста на нивните богови. Еднаш на кнезот Мачител Света Параскева му рече: не ме исцелија твоите богови, кнезу, туку мојот Христос, вистинскиот Бог. Најпосле некој кнез Тараси ја уби со меч. Тоа беше славниот крај на многоплодниот живот на оваа почитувана светителка. Нејзините мошти, драги браќи и сестри, подоцна биле пренесени во Цариград и честно пострада таа за Христа уште во вториот век. Замислете колкав е култот на нашата Света Петка, што уште од вториот век таа беше, драги браќи и сестри,
прославувана до ден денеска и ден денеска безброј наши православни христијани ја почитуваат Света Петка како заштитница, молителка и секогаш застапничка пред Бога и пред престолот Божи. Поради тоа и нашите драги браќи и сестри ја почитуваат, славејќи слава и мендени, а исто така и безброј села насекаде ја почитуваат Света Петка летна. Исто така, драги браќи и сестри, во нашиот свет храм и во вторник ќе имаме света богослужба, во кој што исто така ќе се помолиме на Света Петка низ литургијата, а и пред тоа и потоа, секогаш да не заштитува и да не пази како вистинска мајка Божја, односно како вистинска светителка, како мајка наша, а пред престолот Божи да не заштитува. Следниот пак ден, нашата света црква ќе го прослави денот на Свети Климент и Свети Пантелемон, ученик на Свети Методи и Кирил. По смртта на Свети Методи, под притисок на германците од Моравија, тргнал на југ со Горас, Наум, Сава и Ангелари и заедно се наречени петочисленици, кои што го поминале Дунав. Поседе како гостин при царот Борис и потоа дошол во Охридскиот крај. Прво основал манастир во Белица, кој што му бил и прво епископско седиште. Подоцна се преселил во Охрид и таму развил голема архипастирска и просветителска дејност за целата поблиска и поддалечена околина. Во Охрид Свети Климент му подигнал црква на Свети Пантелемон, имал голем број ученици кои што го препишуваат и ги препишуваат книгите со словенски букви за словенскиот народ. При таа дејност особено му помагаше Свети Наум, вршеше чуда и за време на земниот живот, а неговите мошти до денешен ден пројавуваат исцелителна сила. После големиот труд и верна служба во Бога, се упокоил мирно во Охрид во 1916 година. Неговите чудотворни мошти почиваат во некогашниот храм на Пресвета Богородица, кој што подоцна се нарекол Свети Климент. Свети Климент, знаете сите, драги браќи и сестри, дека нашата света Македонска православна црква е под закрила негова и дури некаде и ќе сретнеме и ќе кажеме дека нашата свето Климентова Македонска православна црква. Тој е вистинскиот човек со Свети Наума, што одиграл голема улога како христијанин и како христијани да го зачуваме и да го запазиме најсветото нешто, кое што секогаш не води, не бодри, а тоа е светата Македонска православна црква. Исто така и тој ден го прославуваме големиот Пантелемон, чудотворец, исцелител, родом од Никомидија, од мајка христијанка и татко незнабожец. Мајка му се викала Евула, а татко му Евстроги. Како момче ја изучил лекарската наука, свештеникот Ермоле го повикал кај себе, го научил на верата во Христа и да го крстил. Пантелемон чудотворно излечил еден слеп кого што другите лекари залудно го лечеле. Го излечил со името на Христос и го крстил. Од завис лекарите го обвиниле дека е христијанин, па Пантелемон излегол на суд пред царот Максимијан. Со телото застанал пред земниот цар, а со умот стоил пред царот небесен. Тој слободно изјавил дека е христијанин и пред очите на царот излечил еден фатен човек од долгогодишна болест. Ова чудо го привлече кон Христа многубројни незнабожци, а царот го подложи Пантелемон на маки, но Господ му се јавил на светителот неколку пати и го избавил цел и неповреден. Тогаш пострадал и Свети Ермолај, заедно со Ермип и Ермократ. Кога беше осуден на смрт, Пантелемон клекна на молитва. Во тој миг джелатот го мавна со меч по вратот, а мечот се скршил како да беше од восок. И джелатот не можеше да го погуби додека светителот не заврши својата молитва
и самиот не рече да го заколат. Неговите мошти станали исцелителни, Свети Пантелеймон бил заклан под некоја маслинка, кој што потоа целата се закити со плод. Името Пантелеймон значи се милостив. Се милостивиот Бог ја прими неговата праведна душа и го прослави меѓу светите големи светители. Овој прекрасен маченик пострада честно за Христа во својата младост и Свети Пантелеймон се приукува при молитвите на водоосветување или осветување заедно со Свети Ермола и останатите безсребреници чудотворци. Најубавиот храм посветен на овој светител се наоѓа во Света Гора. Драги браќи и сестри, дојдете сите заедно да ги прославиме овие преубави празници. Во вторник, ќе имаме света божествена литургија, посветена на света во слава и чест на Света Петка. Во среда ќе имаме света божествена литургија, посветена и во слава и чест и на Свети Кливента и на Свети Пантелеймона. По тој повод исто така ја користам оваа прилика на нашите браќа и сестри од селото Туденце, да им го честитам празникот селски Света Петка и исто така во селото Брајчино, кој што го прославуваат овој голем ден. Нека Бог на сите им дарува и телесно здравје, духовно спасение, честито кумство на овогодинешните кумови и да се гледаме за уште многу години, прославувајќи ги овие големи светители секаде, па и во нашиот свет храм. По тој повод повелете исто така, и утре 6 август, недела, да ја прославиме 9-та недела по Педесетница, да му се помолиме на Бога, на Мајката Божја, секогаш да не заштитува, да не чува и да не пази и секогаш, драги браќи и сестри, Божјиот дом во душата на човекот е радост. Посетувајте го што повеќе за радост да биде уште поголема. Бог да ве благослови сите, да ви дарува телесно здравје и духовно спасение, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Негде ќе те премолчат, негде ќе те сокријат, гроб со гроба ќе покријат. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Векови пеколни заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано
dat, može se što da izmislat. Samo ti si besmrtna, živa voda podzemna, kaj što toneš ti izviraš. Samo ti si besmrtna, živa voda podzemna, kaj što toneš ti izviraš. Vekovi pekolni zajedno ke mineme, drevna zemljo makedonska. Aka je pišano, ništo da ne videne, ti bez mene, jaz bez tebe. Vekovi pekolni zajedno ke mineme, drevna zemljo makedonska. Aka je pišano, sestro, ništo da ne videne, ti bez mene, jaz bez tebe. Ti bez mene, jaz bez tebe. Ti bez mene, jaz bez tebe. Marketing. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Noćvati pred mene, ova maško srce ki mi zastane. Со тоа тело
telo kako zmija vrtiš. Lele Bože majko, ke me poludiš. Žena ko tebe rodena za mene, mojte oči do sega ne videle. Opijeni spunet, ne znam što da pravam, ama znam ke mora da te osvojam. Ti ke si moja, samo moja, tvoj od pogled ko amigo vekuva. Jas ke te ljubav, tebe ke te ljubav, i tvoj do srce ke go ukradam. Ti ke si moja, samo moja, tvoj od pogled ko amigo vekuva. Jas ke te ljubav, tebe ke te ljubav, i tvoj do srce ke go ukradam. Kaži barem da li se miluvani, ti je usni medeni i vkusni, kaži da li na drug ti se vedeni. Žena ko tebe rodena za mene, mojte oči do sega ne videle. Opijeni spunet, ne znam što da pravam, ama znam ke mora da te osvojam. Si moja, samo moja, tvoj od pogled ko amigo vekuva. Jas ke te ljubav, tebe ke te ljubav, i tvoj do srce ke go ukradam. Ti ke si moja, samo moja, tvoj od pogled ko amigo vekuva. Jas ke te ljubav, tebe ke te ljubav, i tvoj do srce ke go ukradam. Во Тетово пред споменикот на револуцијата на пригоден начин се одбележа Денот на Републиката Илинден и 120 годишнината од Илинденското востание. Во организација на Сојузот на борци Тетово, делегација на општината, политички партии и здруженија на граѓани од Тетово положија свежо цвеќе пред споменикот. Денес кога овој празник свечено се прославува низ целата територија на Македонија, мораме уште еднаш да потсетиме дека патот на младата македонска држава е втемелен врз принципите на Асном и дека Македонија мора да остане на патот започнат со светите идеи на Илинден. Се разбира дека овој пат е тежок, но се надеваме дека ќе го најдеме вистинскиот пат, пат кој води кон помирно, кон подемократско и кон поперспективно општество, а тоа е патот кон перспективна Европа. Пат кон интегрирана Европска Унија, истакна Јоцко Димитриевски од Сојузот на борците од Тетово.
И ова се случува во Македонија. Неколку стотини лица, главно странци од повеќе држави, веќе неколку дена кампуваат покрај Мавроското езеро во близина на село Леуново, палејќи логорски огнови и изведувајќи своји ритуали. Групацијата позната како Rainbow Gaterings традиционално изведува повеќе собири на разни локации низ светот, пропагирајќи ги идеалите на некогашното хепи движење во модерни услови при што се кампува на отворено во природа, а луѓето се собираат околу огнови, подготвуваат храна и се дружат, објави телевизија Телма. Локалното население реагира дека во ек на сезона на опасност од шумски пожари, полицијата и надлежните на Националниот парк Маврово го толерираат овој собир и палење на огнови, и тоа на приватен имот на граѓани кои за тоа не дале согласност. Овие лица ја запоседнаа локацијата Црн камен кај село Леуново и сместени се во ливада која е во моја собственост, и тоа со знаење и одобрение на Националниот парк Маврово, вели Владо Лазаревски, кој е председател на местната заедница во селото. Од секторот за внатрешни работи Тетово за Телма информираат дека се работи за пријавен собир на луѓе од странство за кои тие се информирани, а дозволата за користење на локацијата ја издал Националниот парк Маврово, како и тоа дека се работело за државно земјиште. Според портпаролот на СВР Тетово, Фатмир Реджепи, локацијата била избрана поради лесната пристапност во случај на некаков инцидент или пожар. Три години стана, како ме зафана, луто да ме мачи нашата љубов. Три години стана, како ме зафана, луто да ме мачи нашата љубов. Три години стана, како ме зафана, луто да ме мачи нашата љубов. Колку е жално, јас када те љубам, друг да те земе, јас земи ножето, распарај срцето, таму ке си најдеш искрена љубов. Јас земи ножето, распарај срцето, таму ке си најдеш искрена љубов. Лична, симпатична, и мене ме роди уште полична. Мојта мајка беше лична, симпатична, и мене ме роди уште полична.
Јас ќе те земам горе на небо. Ако не те земам долу на земјата, јас ќе те земам горе на небо. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Буџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг.
Жителите на Тетовско Сарачино се жалат дека и покрај новиот водоснабдителен систем пуштен во употреба пред помалку од 1 месец повторно се соочуваат со проблеми во водоснабдувањето. Според нив вода или има во изобилие или има целосен прекин по неколку дена. Водоснабдувањето не е редовно, кога има ја има во изобилство, ама се допира. Таму треба да има надзор кој го прави тоа со водата. Некој ја допира и ја пушта, не е редовна. Може една недела да имаме, 2 дена да немаме, а може и 2 недели да немаме. Може после да има во изобилство, значи се игра со водата, велат жителите на Сарачино, кои се обратија до медиумите. Оваа проблематика ги погодува особено тие кои се без хидрофори и цистерни. Затоа не сме сигурни во квалитетот на водата, да се воспостави ред и некој таму да води грижа. Јас често се јавувам и имам многу поплаки за нив и за градоначалникот на општина, порача жителка на Сарачино. Од работната единица водовод и канализација при јавното комунално предпријатие Тетово велат дека проблемот е во тоа што новата пумпна станица влече вода од подземни извори, па системот исклучува поради зголемена потрошувачка. Проблемот е во големата потрошувачка, поради која системот се загрева. Правиме обиди да не се загрева системот, но не би имало проблеми доколку рационално се користи водата за пиење. Сега кога има повеќе вода, се користи и за наводнување и затоа се јавува проблемот. Апелираме за рационално користење на водата, изјави Љузим Шакири, раководител на работната единица водовод и канализација. Sviri majstore, nešto za srce. Ova večer do zabajle da upuvame. Ajde majstore, ludo neka je. Ovoj džumus da se pamti, da i ostane. Nina na sviri silno, ej, raspali opa i a, opa, 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 Nina na igrajmo me, razveseli me. Opa, 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 Nina na sviri silno, ej, raspali opa i a, opa, 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 Nina na igrajmo me, razveseli me. Dojdi majstore, tuka pred mene, sve što imam će ti dam, a onda ti je. Sviri majstore, noć da naša je, sviri duri, živa voda, nese svori me. Opa, 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 Nina na sviri silno, ej, razvali opa i ha. Opa, 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 Nina na igrajmo me, razveseli me. Opa, 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 Nina na sviri silno, ej, razvali opa i ha. Opa, 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 Nina na igrajmo me, razveseli me.
Семејството и колегите полицајци од секторот за внатрешни работи Тетово ја одбележаа 22 годишнината од загинувањето на полицајецот Цоки Стојановски, кој животот го загуби за време на конфликтот 2001 година. Пред неговата биста, поставена во кругот на полициската станица за безбедност во сообраќајот, свежо цвеќе положија представници на тетовската полиција, офицери од касарната Кузман Јосифовски Питу од Тетово и роднини на загинатиот. Денес одбележуваме 22 години од погинувањето на нашиот колега Цоки Стојановски. Цвеќе положивме на неговиот гроб на градските гробишта во Тетово и овде во полициската станица за безбедност во сообраќајот, каде Цоки работеше до денот на погибијата. Тој животот го загуби додека беше на должност на полицискиот пункт кај тогашно Радио Тетово, каде загина вршејќи ја својата должност, изјави Зоран Талев, командир на станицата за безбедност во сообраќај. Иако неколку денови пред неговата погибија, Цоки Стојановски бил ранет во ногата и пренесен во болница, после само 3 дена излегол од болницата, велејќи дека татковината мора да се брани и се вратил во полициската станица активно да учествува во одбраната на Тетово. Смртно бил ранет при напад на полицискиот пункт, каде бил на должност. Полицајецот Цоки Стојановски животот го загуби на 28 годишна возраст и зад себе остави жена и 2 деца.
Marketing. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Женам јас, еве дојде час, најдо мома добра, убава и згодна, и на мајка една. Море ке ја земам, веќе време немам. Ајде сите, ајде, веќе дојде за мене, ајде сите, ајде, време е за славје, напите се сега, весело на здравје. Се женам јас, еве дојде час, доста ерген одев, личнино ми водев, ке ја земам сега, мојта мајка стара, од мена си бара. Ајде сите, ајде, веќе дојде време, да
Тоа би било се, почитувани, во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио. А за крај, во катчето за најмладите, да ја чуеме приказната Чудесната флејта. Ви посакувам пријатен ден. Многу одамна се живеела некоја жена со својот син. Не биле многу богати. Имале само куче и парче сува земјица. За да го одгледа сина си, мајката морала постојано да работи. Синот израснал силен и работлив. Тој најдобро од се што знаел е да свири на флејта. Откако ќе сработел се што треба во полето, тој ќе ја земел флејтата и ќе ја ставил на усните. Само што ќе почнале да се слушаат звуците од неговата флејта, се наоколу замирало. Изворчињата престанувале да течат. Облаците повеќе не пливале по небото. Птиците не пееле, а мајмуните престанувале да се задираат еден со друг. Сите луѓе од околијата го фалеле младиот музичар. Кога девојките од богатите домови, кои го минувале времето во забава и безделништво, ја слушнале музиката на момчето, секоја од нив сакала да го земе за маж. Но тоа сите ги одбивало. Па така, само бендисаните керки на богаташите постојано размислувале како да го погубат флейтистот. Еднаш, додека тој се шетал по полето, тие го грабнале и го фрлиле во длабока јама. Откако синот не и се вратил навечер, мајката горко заплакала и го пратила кучето да го најде сини. Кучето со силен лаеж почнало да трча натаму наваму. А момчето кое паднало во јамата било живо и здраво, само што паднало во безсознание. Тој го слушнал лаежот на кучето и го повикал. Кога кучето дошло до јамата, тој му порачал да му ја донесе флејтата од дома. Кучето со радосен лаеж отрчало до куќата и почнало да се качува на покривот каде што стоела флејтата. Откако мајката разбрала во што е работата, ја зела флејтата и му ја дала на кучето. Тоа ја зело флејтата со заби, отрчало кај јамата и му ја фрлило на својот стопан. При првите звуци од флејтата, птиците престанале да пеат, мајмуните да се задираат еден со друг и сите се собрале покрај јамата за да слушаат. Мајмуните се качиле на една гранка која се беше свила крај јамата, ја спуштиле длабоко, па момчето се фатило за неа и излегло надвор. Откако се вратил дома, тој продолжил да се живее среќно со мајка си како и порано. Но откако девојките виделе дека момчето се вратило здраво и живо, повторно ги обзела омраза и почнале да коваат нов злокобен план. Па така, за време на еден лов, тие го фатиле момчето, но овој пат го фрлиле во длабок дол. Откако паднало во долот, момчето почнало да се искачува нагоре. Се искачувал тој цели 3 години. Се хранел тој со корење од растенијата, а вода пиел од кладенците. За тоа време мајка му се изнаплакала солзи. На крајот дошол денот кога момчето се искачил до крајот на долот и се нашал на голема ливада обсипана со сонце. Откако разгледал наоколу, тој видел едно поле со речиси созреан ориз. Момчето се израдувало и тргнало кон полето. За 3 години колку што се искачувал по долот, јадејќи корења и пиејќи вода од кладенците, тој толку ослабнал и бил обраснат со брада, што повеќе личал на мајмун отколку на човек. Полето го чувале 2 девојки од блиското село. Кога го виделе момчето, си помислиле дека е мајмун, па сакале да ги повикаат луѓето со лакови и стрели, но тој им викнал: "Не, немојте да стрелате. Јас сум човек кој настрадал од непријатели. Дајте ми да каснам нешто, а јас ќе го чувам полето од мајмуните." Од тогаш тој почнал да го чува полето, а девојките му донеле оризова каша. Првиот пат дошла по старата сестра
и уште оддалеку грубо свикала: "Еве ти ја кашата, земи да јадеш грдотио валкана." Вториот пат дошла по младата сестра, му се доближила и му рекла: "Брате, ти донесов орис. Јади ми со здравје, јас самата го направив." Еднаш пак двете сестри заедно му донеле орис. Момчето побарало од нив оцет и чешел за да си ја исчешла косата. Девојките му донеле тоа што барало момчето. Но постарата при тоа јадовито рекла: "Ех, да не си намислил убавец да се сториш." А помладата пак му понудила огледало. Тој се измил, се исчешлал и станал убаво, стројно момче. Постарата сестра прва се влюбила во него и сакала тој да и стане маж. Таа му кажала за тоа на татка си. Тој не се зачудил, ами само се насмевнал и поставил услов. Зад нашиот дом има две патеки. Едната е убава, а другата е целата со грмушки. И двете треба да се уредат. Утре секоја од вас нека се избере по една и нека се фати за работа. Кај која ќе дојде момчето да й помогне, таа и ќе си го земе за маж. Наутро постарата сестра станала уште во црни зори и отишла кон патеката каде имало помалку работа, а на помладата ја останала онаа со грмушките. Момчето тргнало да им помогне и веднаш се упатило кон помладата. Постарата сестра се налутила и му се пожалила на татка си. Зошто е толку глупав, та не дојде каде имаше помалку работа, туку се упати кон патеката со грмушки? Татко и се насмевнал и рекол: "Во ред, утре и двете подгответе му ручек. Она јадење што тој ќе го изеде, значи дека таа што го сготвила ќе се омажи за него." Постарата одбрала орис со месо од елен. Помладата пак, како и обично, подготвила орис со сос и рипчиња. Момчето повторно и помогнало на помладата и јадел заедно со неа, а не со постарата. Не сакаше бел орис со месо, му се пожалила постарата сестра на таткото. "А ете, оризот со сос го изеде." Таткото повторно се насмевнал и рекол: "Сега секоја од вас нека му подготви постела. Чија постела тој ќе ја одбере, за таа сестра и ќе се ожени." Постарата сестра подготвила белоснежна покривка, шарена рогозина, многу убава постелнина, убав душек и извезена перница. Помладата пак зела кафеава покривка и обична постелнина, а наместо перница ставила дрвена перница. Откако завршила со работа, таа отишла во кујната и почнала да преде. Момчето исто така дошло во кујната и долго си му абетал со девојката, а кога дошло време за спиење, тој ја одбрал постелата што таа ја подготвила. Следниот ден, татко им и направил свадба. Повторно се зачуле звуците на флейтата, славејќи ја чистата љубов. Момчето со својата млада жена се вратил кај мајка си и така продолжиле да живеат со труд и во убавина. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.